Сакам да им порачам на сите луѓе, поготово оние што си ја сакаат својата земја, своето семејство, својот живот, својот интегритет и личен и колективен. Прво да знаете дека секој човек може да допринесе кон состојбата која сите ја посекуваме. Значи, биолошки да се изразам, една клетка ако се зарази со некој вирус, може да го просири вирусот на сите клетки. Една здрава клетка која е отпорна на вирусот, може информативно да тоа искуство да го пренесе на сите други клетки за да оздрават. Значи, менторирањето. Второ, тука исто е битно. Првата работа која е битна, која е да кажеме да го неутрализираме ефектот на окупацијата на нашиот ум. Да каже на нашата психа и нашиот ум, повеќе психата. Да, психа. Затоа што кога правиш муабет за Македонија со луѓе кои на вистина ја сакаат Македонија и да кажеме се про тој муабет, по овие обични кафански среќавања и така, значи со сите луѓе кои ги сметаме за добри македонци, целиот муабет ќе се сведе на кукање. Ја Македонија завршена работа, не знам си ја продадовме државата, не знам ова. Како бе полека чека. Значи, и сега, ама ова ми е сега заднава година и нешто сознание. И сега одма у старт, ако правиме муабет, немој целото време да си го потрошиме у твоите кукања. Значи, тоа сме го констатирале. Знаеме одлично све што не чини, диагнозата е таа, готово. Сега фокусот дај да ни биде. И овие коментари на Facebook, и сега ја тука интервенирам у коментари, немојте да кукате. Или кажи нешто што е креативно, што може би содржи елементи на решение, или затвори си устата, голтни си го тоа и немој да го шириш оти таа вибрација на кукањето, на состојбата на беспомошност, како вибрација го заразува амбиентот цел и тоа е, да кажеме, успехот на тие што сакале Македонија да не е силна. Сега на тоа мора да се спротиставиме, прво со контрола над самите себе си. Значи, својата енергија рационално ќе штедам, молчеливо ќе разговарам, ќе ја вложам, како во оваа емисија, да не слушни публика, да се инспирира од нашата мисла. Како што ние сме се инспирирале од други што биле на повисоко ниво од нас, па од Роџер Уотерс, така, басистот на Пинк Флојд. Толку е ангажиран, а тој бил идол на многу генерации. Не ли е валидно? Неговото помалку валидно ли е од не знам, некој тука Зајчо Зајчев или некој таков? Мислам, чекај, за кого правиме муабет? Значи, јас знам кој, значи, јас бирам од кој ќе се инспирирам, односно јас бирам на чив концерт ќе отидам. Така? Или кој програм ќе го гледам, или дали ќе го гледам. И на која музика ќе играм. Значи, не сакам да бидам изложен на неговото влијание и ова треба да стане, да секој човек вака да размислува, затоа што овие се минливи. Моја констатација е да не се само обвинуваме, затоа што предходно, да кажеме, пред 10 години или пред 20 години, го немавме ова травматично искуство на ваква катастрофа, на вакво катарзија, националното битие. На ваков минимализам под сите можни предвидени состојби или нивоа на деградација.